Заради поддршка на практичната мобилност на лицата со попреченост под одредени услови можат да добијат рефундирање, враќање на платените царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил. Ова право може да го добијат лица со тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, потполно слепи лица со придружник и потполно глуви лица. Доколку со возилото управува брачен другар на барателот, негов родител, дете или друг роднина кој живее со него, и ако помеѓу нив постои должност за издржување односно старател, и овие лица може да поднесат барање. Барањето може да се поднесе најдоцна до 30 септември во тековната година во надлежниот центар за социјална работа, според местото на живење на барателот. Барањето може да се поднесе еднаш во период од 5 години. Купопродажната вредност на возилото треба да биде до 10.000 евра во денарска противвредност или до 20.000 евра во денарска противвредност доколку во возилото е вградена дополнителна опрема за да се овозможи самостојно управување, автоматски или полуавтоматски менувач, рачни команди кои ги заменуваат ножните команди, хидраулична дигалка за инвалидска количка или пристапна рампа за влез во возилото. Кон барањето потребно е да се достави наод, оцена и мислење од надлежна комисија за утврдена попреченост, царинска декларација, примерок од електронската царинска декларација, потврда за регистрација издадена по извршено увозно царинење не постари од 18 месеци, доказ за платен данок на додадена вредност при набавка на возилото или фактура за набавка на возило во државата, доказ од овластена компанија за вградена специјализирана опрема, наод и мислење за друг член на семејството со попреченост, доколку имате таква ситуација во семејството, потврда за остварени приходи од Управата за јавни приходи за претходната година, потврда за редовен студент, доколку лицето е студент, потврда за заснован работен однос, доколку лицето е во работен однос, потврда за регистриран активен барател на работа, доколку лицето е невработено лице. Центарот за социјална работа ги доставува документите до Комисијата за рефундирање на средствата во Министерството за труд и социјална политика, најдоцна 30 дена откако ќе се поднесе барањето до Центарот за социјална работа, комисија врши увид во домот на барателот. Откако ќе помине рокот за поднесување на барања во тековната година, се врши рангирање на сите поднесени барања, пошто се донесува решение за рефундирање на средствата за секој подносител на барање. Еден барател може да оствари поврат најмногу до 180.000 денари. Против донесеното решение може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена по приемот на решението. Важна напомена: лицето на кое му се рефундирани средства не смее да го отуѓи возилото во период од 5 години по добивање на средствата, освен ако настанало оштетување на возилото над 80% од вредноста на возилото, како и во случај на отуѓување на возилото по смртта на подносителот на барањето.